Инвестициите во преработувачката индустрија се меѓу приоритетите во програмата за рурален развој за 2019 година. Според министерот Љупчо Николовски, преработувачките капацитети се нужни за севкупен развој на земјоделството, од обезбедување пласман на производите до отворање нови работни места. Бидејќи истовремено обезбедуваат сигурен пласман на македонските земјоделски производи, решавање на тековните проблеми со вишокот на производство, создавање конкурентни производи кои што се бараат на светските пазари и отвараат можност за нови работни места. Затоа за 1170% зголемуваме сумата за мерката инвестиции за маркетинг на земјоделски производи. За оваа мерка воведуваме нови законски изменети критериуми и предвидуваме нови 4 милиони евра за поддршка на преработувачката индустрија. Оваа мерка ќе се реализира преку предфинансирање на инвестицијски проекти во висина од 100% од износот на предлог проектите. За овие проекти во 2019 година, да потенцирам, се предвидени 230 милиони денари или 4 милиони евра кои што се во целосно на располагање на преработувачката индустрија. Преку оваа мерка за предфинансирање ги поддржуваме инвестициите во преработувачките капацитети, ладилници и откупни центри за приоритетните земјоделски производи кои што се соочуваат со проблем на пласманот во претходниот период. Во новата програма за рурален развој за 900% се зголемува сумата за мерката советодавни услуги со која што преку стручни совети и навремени информации ќе се поттикне поголемата искористеност на мерките од националните програми од ИПАРД фондовите, смета министерот. Според него ова се важни средства за модернизација на секторот и постигнување поголема конкурентност на земјоделските производи. Инаку програмата за рурален развој за 2019 година има вкупен буџет од 2,2 милиарди денари. Новите мерки, кои значат инвестиции во земјоделството и руралниот развој, создаваат услови тоа да прерасне во модерно и конкурентно производство, нагласи министерот Николовски.